Здраво и добродојавте во новата епизода од сезона 2 на подкастот Генерација ММ. Многу често во нашето општество постои некоја стигма кога станува збор за парите, и некако како да не сакаме да зборуваме за парите, за нашите лични финанси. Токму затоа денес одлучивме некако да ја поттикнеме таа тема и да разговараме на тема која сметаме дека е доста важна за младите, а тоа е финансиската независност кај младите. Постојат податоци кои што велат дека младите до својата 30-та или 35-та година некако остануваат финансиски зависни од своите родители. Зошто е тоа така? Кои се причините кои што доведуваат до тоа? Кои се можностите за младите да станат финансиски независни и всушност каков е пазарот на трудот во моментов и какви можности им нуди на младите? На сите овие прашања денеска даваме одговори со мојот гостин Коста Костов, кој што е советник за лични финансии. Така погодив се? Така е. Добро. Одлично, добродојдовте, ви благодарам на поканата. Се надевам дека ќе имаме доста продуктивен, интересен разговор. Ти благодарам, Никица, за гостопримството, за поканата и благодарам на Младите можат за оваа иницијатива која што е феноменална и која што мислам дека недостасува, така да се надевам дека ќе помогнеме денеска преку едно наше искуство да споделиме и се надам дека ќе допреме до што е можно повеќе луѓе да им помогнеме да маци си ги подобрат своите лични финансии, да станат финансиски независни. Да, па веруваме дека тоа ќе се случи, некако и од таму не потикна да размислуваме на оваа тема, плюс и некои истражувања кои што ги видовме и разговори генерално со нашите членови не доведе до тоа дека оваа тема е навистина важна да ја искомуницираме со пошироката јавност. Па сега на почетокот би сакал да малку да збориме околу некоја општествената структура, поставеноста која што имаме во нашата држава околу финансиската независност или зависност, нели зависно од кој аспект ќе гледаме, па ме интересира колку некои финансиски норми, ако можеме така да ги кажеме, кои што постојат кај нас доведуваат до тоа младите да размислуваат за својата финансиска независност. Така, супер. Вака, значи нормално е младите на почетокот да бидат зависни, али поентата е сега од таа зависност да ги доведеме кон независност. Зошто? Затоа што нели младите зреат, созреваат, растат и така натаму, и тој процес треба да биде и што е можно полесен за нив, поедноставен. Зошто? За да по-безболно тој трансфер го направат, да речеме таа транзиција, која што нормално не е едноставна, затоа што најчесто комодитетот кој што го имаат младите додека најчесто се со своите родители и додека зависат од финансиите на нивните родители, е тежок да се напушти. Зошто? Па треба да жртвуваме дел од своето време, треба да жртвуваме дел од своите ресурси и така натаму, да ги зголемиме нашите одговорности, и од таа причина е многу битно да младите бидат свесни дека тоа е неминовно, дека мора да се случи. А битниот момент е зошто треба да се случи, зошто треба тоа да се прави, затоа што кај нас постои една, ајде да речеме, традиција на една што е можно покасно да излезат младите од дома, нешто што станало со генерации и така натаму. Зошто е тоа така? Па веројатно општеството било така, бил системот таков во минатото кој што им наведувал или живееле во некој си по-конзервативен начин на живење, каде што повеќе генерации живееле во иста куќа и тоа имало своји предности во одреден период од животот, меѓутоа во модерно време веќе тоа представува кочница и односно може да биде и голема, да речеме, и општествена препрека за напредување во животот. Така да битната работа е да прво младите станат свесни дека тоа е нормално, дека мора да се случи, дека е добро што побрзо и што порано тоа да се случи во нивниот живот, да не се плашат од таа транзиција, зошто многу е подобро човек да стане независен отколку да биде зависен. Да, ги спомнавме родителите и семејството, па ме интересира колку сметаш дека во моментов, да кажеме 2024 година, нели можеби многу работи се променети од минатото, дали постои уште тој момент како седи мама ќе следи, тато ќе следи, мама ќе даде пари, тато ќе ти даде пари? Дали мислиш дека некако постои таа комуникација се уште во рамки на семејството? Така е, се уште постои, со тоа што нешто што имам приметено е дека во последните години се менува кон подобро. Зошто? Па мислам дека има неколку параметри. Едното е што сега за младите има многу повеќе опции за работа. Значи во мое време пред 15 години кога
требаше да се вработуваме, имаше многу помалку можности. Денеска млад човек што знае англиски јазик, многу лесно може да најде работа, може тоа да не му биде работа од соништата или тоа за кој што сака да го работи. Али има барем од негде каде да стартува, каде да започне, нешто што беше проблем во минатото. Во тој период многу од младите беа зависни, а сега таа препрека ја не постои, меѓутоа знае да постои ментална бариера, односно препрека која што е комодитет, лагодност. Многу е полесно да, како што кажав, живееш дома со твоите, некој друг ти дава отколку да мислиш како да платиш сметки, како да заработиш, како да сготвиш, треба да се исчисти, треба ѓубре да се фрли, тоа се све обврски кои што реално не ги правиме со мерак и сите ги избегнуваме и луѓето најчесто се трудат што е можно до покасно тоа да го избегнат. Меѓутоа тоа е стапица. Зошто? Затоа што легуваме во години, кога тогаш мораме да се прилагодиме кон тоа, многу е подобро, многу е полесно млад човек да се прилагоди на 20 година, отколку на 31 година. Затоа битно таа транзиција што е можно порано да се прави. И овде не само апел до младите, туку апел и до старите, односно до возрастните треба и до родителите, да ги потикнуваат да станат што е можно понезад, да не се плашат дека нивните деца утре ќе имаат проблем или препрека да бидат самостојни, зашто тоа се млади, паметни луѓе, треба да им дадеме одговорност и ќе видиме дека младите знаат да бидат одговорни, ама треба да веруваме малку во нив и да им дадеме, да речеме, шанса таа одговорност да докаже дека се одговорни. Да, тоа е многу интересно и баш сакам да го фатиме колку сметаш дека родителите, нели, една страна можеби младите нели се исплашени, немаат многу голема самодоверба да започнат некој таков процес, да кажеме, на финансиско осамостојување. Дали од друга страна родителите можеби се плашат да ги пуштат младите, да им дадат некој елан на своите деца во насока на тоа дека нели ете, например, да си купат стан, кола, да почнат да плаќаат одредени сметки дома или нели тоа можеби е некако не толку. Сега ќе ти одговорам и како родител дека се плашат. 100% дека се плашат, дека не им е сеедно, меѓутоа тој страв треба да биде рационален, односно емоциите да нели да не стават во некоја ситуација да ние носиме нерационални одлуки. Што значи тоа? Дека нормално е дека кога ќе го пуштиме детето само, ќе се секираме, ќе се грижиме како од таа перспектива. Меѓутоа, знаеме дека и тоа ќе биде за негово добро, исто како што кога ќе положи возачка дозвола, не ни е сеедно кога ќе искочи сам со кола, меѓутоа кај си колку возиш, да. Али тоа е пат кој што мора да се помине и мора да веруваме повеќе односно возрастните да веруваат повеќе во своите деца, во способностите на своите деца, затоа што ако не верува родителот, кој да верува? Така. Значи тоа е многу битна порака која што родителите треба да ја дадат кон младите, они да бидат ветер во грб и да бидат похрабри, односно да помалку покажуваат емоции на страв во ситуации кога се плашат и се секират, за да не предизвикат сомнеш кај децата, односно да речат чекај се, моите се плашат и се секират. Да, што тек следува за мене, да. Така да. И таа улога е многу битна кај родителите да ја одиграт на правилен начин. Да. Еве, например, сега ако направиме некоја разлика помеѓу машки и женски, да кажеме, кој има поголема храброст да започне процес за финансиско самостојување, мажите или жените? Тешко прашање многу. Повеќе не би го концентрирала одговорот кон полова, да речеме, туку повеќе би го кон карактерна одлучност. Се одлучуваат луѓето кои што имаат цели, кои што знаат што сакаат, кои што знаат каде движат, кои што знаат во животот што им е приоритет. Тие носат полесно вакви одлуки, зошто? Затоа што знаат дека тоа е само дел од патот или одреден чекор до таму каде што сака да стигнат и дека тоа е во правецот во кој што сака да се движат. Проблемите настануваат кај младите од немање правец, немање визија за себе си за наредни 5 до 10 години. Живеат ден за ден и тоа значи кога живееш ден за ден никогаш немаш идеален момент, сега е време да се
осамостојал. Да. И тука е поголемиот проблем. Затоа нема да го поделам дали е тоа полов момент машко-женско, туку ќе кажам дека човек кој што има цели, кој што има пат, кој што има правец, кој што има дестинација одредена, носи полесно одлуки и ги превзема овие чекори. Да, апсолутно се согласувам со тебе, но чисто ми беше нели да го фатиме и овој дел, бидејќи сметам дека е важен, бидејќи нели можеби за жал се уште постои таа некоја стигма дека можеби жената треба да биде финансиски зависна од мажот или дека и е потешко нели да отпочне некоја работа или нешто така, тоа ми беше важно да го фатиме овој дел дека всушност реално се е до карактерот. Така е. 100% до карактерот и генерално жените кај нас се доста независни, имаат во моментов имаат доста опции за работа, за добра заработувачка. Светот оди кон се поинтелектуални работни позиции, а се помалку физички работни позиции. Тоа значи дека мажите се повеќе ќе губат својата позиција на пазарот на труд, а се повеќе жените ќе доаѓаат на позиција, затоа што во делот на интелект сме еднакви, во делот на физичкиот момент мажите имаат одредена предност, која што во одредени работни позиции е потребна, да речеме, таа физичка сила, како што е градежништво, рударство, пожарникари, така натаму, и нормално ги добиваат одредени работни позиции на база на физичкиот момент. Али кога овој интелектуалниот се повеќе ќе доаѓа на пиедестал, тогаш се повеќе таа рамноправност ќе биде евидентна и ќе биде на површината, значи ќе се биде видливо. Да, важно е дека работниците или се менуваат и секој има еднакви шанси за избор и за заработка. Сега бидејќи неколку пати нели ги спомнавме, бориме за младите генерално, ама сега направивме перспектива и споредба младите со родителите, машки, женски. Сега за младите да кажеме, бидејќи нели рековме дека можеби се плашат, имаат некои размислувања, стравови, да им кажеме зошто е важна финансиската независност. Финансиската независност прво е многу битна затоа што финансиите се многу битен сегмент од нашиот живот. Тоа што значи? Дека ќе морат да научат да управуваат со своите финансии и да водат утре свое семејство од финансиска гледна точка, затоа што ако планираат да создадат свое семејство, да живеат заедно со брачниот партнер, ќе морат да и финансиските обврски ги сервисираат како што треба. Сега многу е полесно доколку човек почне сам да живее порано, да го научи тој момент на личен финансиски менеджмент, да ги планира трошоците, да ги планира приходите, имаме варијабилни расходи, имаме фиксни трошоци кои што ако ги ставиме сите однапред ги предвидиме, тогаш ќе е многу полесно да функционираме. Извинувам ќе те прекинам, дали мислиш дека младите имаат доволно таа финансиска писменост во однос на овие варијабилни трошоци, фиксни трошоци и така натаму, за да може да го размислуваат тоа до тој степен? Так. Младите немаат финансиска писменост. Финансиската писменост кај нас е прво збор кој што е недобро дефиниран. Што значи тоа? Многу апстрактно што е финансиска писменост. Ја повеќе сум за терминот финансиска информираност, односно да знаеме како функционираат парите. Што значи тоа? Многу едноставно. Постојат два моменти: приходи и расходи. Значи ние требаме да знаеме нашите приходи и да ги планираме расходите. Тоа е основа на секој бизнис, на секој финансиска завршна сметка, значи баланс шит е приходи и расходи. Значи ако тоа го сватиме, тоа не е веќе многу едноставен концепт. Вториот битен момент е дисциплината, финансиската дисциплина која што треба да се воспостави што е можно порано. Зошто? Па секој успех кај човек се базира на дисциплина. Дали е тоа ако сака да вежба, дали да заврши факултет, да било што да постигне во животот се базира на дисциплина. Така се и со финансиите. Зошто е дисциплината многу битна? Па живееме во потрошувачко општество. Ние сме бомбардирани од потрошувачка, значи на секој чекор некој ни бара пари. Значи дали е тоа реклами, дали е тоа, имаме пример, значи, на Кока-кола се рекламира неверојатно многу за најсилен бренд во светот. Значи на секој чекор некој се труди да не привлече да ги потрошиме парите кај него и борбата со таа емоција уствари е победата што треба да ја издвојуваме, а треба да бидеме свесни, односно нормално дека нас ќе не поведе тој нагон
за потрошувачка, али треба да го препознаеме и да речеме, чекај, дали ова стварно потребно да го купам, дали ова стварно... Дали трошењето на пари е зависност? Некако ме потикна да го прашам ова домобето. Е, затоа што предизвикува допамин. Допаминот е значи многу јака супстанца која што ги прави луѓето зависни. И мораме да се спасиме од таа концентрација на допамин. Зошто? Затоа што има една лоша страна допаминот, а тоа е се повеќе доза. Бара за да се задоволи. И тоа значи дека ако влеземе во тој круг, нема веќе да се задоволиме со повеќе и тука веќе влагаме во една Како да се контролира тоа? Дали е возможно? Јас сум се обидел, можам да кажам дека не секогаш ми успева. Кога влезам во некоја продавница, не секогаш ми успева да се воздржам да купам нешто. Иако знам дека не ми е потребно. Тешко е, се слагам. Али што е многу битно тука да знаеме? Да се спасиме самите од себе си. Добро. Како е тоа? Еве прост пример. Значи, доколку не сакаме да јадеме благо, треба да не биде видливо. Значи, дома да не го поставуваме, да не го гледаме со очи. Сега, за да не трошиме пари, најдобрата алатка која што постои за финансиска дисциплина е траен налог во банка. Еднаш го правиш, одиш значи само еднаш треба да направиш активност, да отидеш да ставиш траен налог. И секогаш кога ќе ти дојде платата, да ти ја тргне тебе од трансакцијска сметка, за да утре кога ќе дојде нагонот, па и да се случи да немаш пари. Или да немаш пари, или ако имаш, барем ќе си мирен, зашто па веќе сум заштедил, ова е дел кој што мене ми следува за да го потрошам. А општо кај луѓето што се случува? Штедењето им е на последно место на битност. Најчестата реченица која што се користи е не ми останува за штедење. Зошто? Па си ја ставил на последно место на битност. Треба све друго да направам, да платам, да покријам, и ако ми остане, тогаш да заштедам. А на овој начин штедењето го ставаме на прво место на битност, на пиедестал. Како ќе дојде прилив, така одма се ни оди на посебна сметка која што не ни е достапна, која што не ни е во моментов попиплива. Сега кога ќе дојде нагоно допаминот, ако ние немаме моментов и искочиме од продавницата, од било што, ќе ни се смири и веќе утредента со ладна глава можеме рационално да се спасиме од, да речеме, од тој напад на допамин, и така ќе се спасиме самите од себе си. А дали мислиш дека се е многу популарно овие брзите кредити што ги даваат буквално што се вика во рок од неколку минути, дали мислиш дека тие можеби влијаат многу кон тоа да бидеме се повеќе зависни од трошењето и во моменти кога кажеме немаме, ама знаеме дека можеби за 5 минути можеме да ги добиеме некоја сума од 30.000 денари на пример да кажеме, дали мислиш дека влијаат тие кон нашата зависност? Влијаат многу и тука веќе многу е тешко човек да се спаси, мора да внимава повеќе на себе. Зошто? Па види, треба да носиме одлуки. Човек може у банка да влезе и да побара пари на присилен начин. Значи, секојаш постои начин за да дојдеш до пари. Мораме да бидеме свесни дека има исправен и неисправен начин до добивање, затоа што утре таа грешка многу скапо кошта. Сега, природата нас не учи дека секоја грешка треба да е болна. Па некогаш затоа подобро учиме на своите грешки отколку на тугите. Зошто? Ќе почувствуваме болка, ќе запамтиме таа емоција и веќе нема да сакаме понатаму да ни се повтори. Најчесто нема да сакаме да ни се повтори таа емоција, заради тоа што никој не ќе да чувствува болка. Да. Согласувам и стварно мислам дека е тешко, особено во денешното време со агресивна промоција, со збор за брзите кредити, мислам дека тешко може да се одолеа, луѓето имаат многу големи потреби, јасни сме и свесни сме дека потрошувачката кошничка секојдневно се зголемува. Тоа може да го слушнеме насекаде. Сега, некако за да ги мотивираме младите, мислам дека е убаво да споменеме некои лични приказни, лични искуства. Сега ти како советник за лични финансии, дали уште од најрана возраст ја имаше таа свесност кога станува збор за финансиите, распределба на финансиите, штедење? Супер прашање, од мојот одговор апсолутно немав. Добро. Значи, немав, и една од добрите работи што е променлива категорија. Значи, не значи дека човек тоа, ако од дома му е воспитување така натаму, дека гото така е роден и така е порастен. Не. Јас освестив на можеби на 27 години. Зошто?
животот ми дали ме натера, дали тогаш созрев. Немав некој да ме научи, немав ситуација да до тогаш да ме освести. Меѓутоа се случи да како што проаѓа годините, созреваш, значи сепак е многу битно и тој момент да го дочекаме, затоа што како да годините созреваме. Не можеме тој факт да го побиеме. Али што се случи? Еве ќе ти кажам конкретно за мене. Ми беше веќе преку глава од мачење и борба да секое лето мислам од каде ќе најдам пари за одмор. Значи тоа ми беше можеби еден момент кога ми прекипе да. Чекај, еве и ова лето доаѓа пак, не знам, немам од каде треба да се снаоѓам, моите не беа состојба многу да ми дадат и така натаму, и викам ова мора да престане. И одлуката беше ова мора да престане. А не знаев кој ќе биде решението. На кој начин ќе престане? Како ќе престане, ама знаев дека мора да престане, дека не сакам веќе да продолжам вака да живеам во агонија, да секој искачање у град ми биде пак дали имам или немам, да секој купување гардероба ми биде дали имам или немам. И можеби тоа е, ајде да речеме, одговорот да некогаш и тоа треба да го доживееме, односно да бидеме натерани на одреден начин да го премениме. Да, и сега некои предизвици на почетокот кога нели и самиот кажа дека одлучи да ќе прекинеш, ама не знаеше нели како и дека на кој начин ќе почне тоа финансиско самостојување, па некои предизвици што ти останале осеќавања кои што можеби на некој начин ги споделуваш со твоите клиенти во моментов? Так. Вака, ајде прво ќе кажам тоа се е поврзано со и носењето на одредени одлуки. Моментот кога го почувствував ова, првата работа што направив е донесов одлука дека тоа лето нема да одам на одмор, туку ќе одам да работам на Миконос. Добро. И уствари тоа беше транзицијата помеѓу одење на одмор и заработување и одење на одмор. Значи искомбинирав две работи. Да. Добро. Бидам на убаво место, заработам пари, запознам нови луѓе. Што беше предизвикот? Беше тешко, беше напорно, беше захтевно, се работи по 12 сати на ден и така натаму. Не е лесно, 3 месеци надвор од дома, живееш на минимум, ако сакаш да вратиш нешто дома, мораш да се прилагодиш на некои потреби. Имавме среќа, таму бевме поголема група на македонци, па еден работи ваму, идеме кај него, он ни дава гратис, другата вечер доаѓаат кај мене на работа и сите некако се компензиравме, па успеавме да и заработиме и си поминеме добро и при тоа и некој динар да ни остане дома да се вратиме, и тоа беше првата позначена заштеда и видов дека е многу убаво чувство кога човек ќе донесе, кога има некој купче пари на страна кој што ти дава сигурност, ти дава еден бекап. Тоа е исто како во кола, не сакаш airbag да ти се уклучи, ама убаво е да знаеш дека има airbag во колата, е исто и овде. Значи имаш некој бекап, знаеш дека тие средства ти се тука, не планираш да ги трошиш за било што и можеш веќе со по-ладна глава и малце без притисок да правиш одредени идни чекори, затоа што проблемот е кога носиш битни чекори за себе во животот, на почетокот се многу тешки. Се најчесто захтевни, се не може одма да ти трне, не може одма да мора да издржиш одреден временски период додека научиш вештини, додека да го стекнеш знаењето и искуството. Тој период нормално дека полесно ќе го издржиш ако имаш нешто на страна, па моменти кога ќе зачкрпи да можеш да искористиш и да ти биде полеснување. Да, голем дел од младите одат на work and travel, тоа е доста популарно моментов и нели се враќа, да кажеме така народски речено, со поголемо купче на пари. Сега, што сметаш дека е најсоодветно, нели се тоа од човек до човек е различно, ама нека ако збориме во просек, што е најсоодветно да направат со тие пари, како например да кажеме тие пари да ги умножат. Така. Или например што направи ти со купчето на пари? Ја ги инвестирав во бизнис. Значи со моите почнав бизнис за печатање на мајци, затоа што претходната година завршив курс за графички дизајн и почнав со сито печат. Значи секогаш ми било
желба да работам некаков бизнис, да нешто почнам. И тогаш се случи, беше Европското првенство ракоме 2012 година во Србија, ние бевме во група во Ниш и рекордно 5-то место заврши Македонија, али и штампавме 100 мајци, навијачки беа мајците, сите 100 ги продадовме. И тука беше, да речеме, интересен момент, затоа што видовме дека, окей, ова е интересно. Меѓутоа, следниот чекор сакавме наредната година со другарот додеме пак на Миконос, ама у последен момент нешто се не ни скочи планот, он отиде, не отидов, таа приказна застана, али беше едно многу добро искуство. Сега, во делот на што е најдобро да се направи за тие пари, според мене најдобро да се инвестираат во себе, односно во вештини, знаење, искуство, затоа што тие се работи кои што цел живот ќе носат принос, односно ќе носат добивка. Сега како се прави тоа? Тука е можеби клучниот момент, затоа што луѓето не знаат како да работат на себе. Најбитниот момент во работење на себе е вовлегување во активно нешто да го прават. Книги, искрено многу читам, меѓутоа само читањето книги нема да помогне. Книгите се одлични кога човек во пракса работи нешто и тоа при тоа дополнително така, коди балансирано, значи и теорија и пракса. Само теорија нема ефект. Правен факултет завршив, ја не знав каде е кривичен, каде е граѓански суд, нема видено пресуда во мојот живот. Значи теоријата ништо. Отидов на пракса кај адвокат, научив многу повеќе за правото отколку 4 години на правен факултет. Значи, да, одат на некаков курс, коледж, каде што ќе стегна некоја вештина и ќе може да применат. Јас запишав графички дизајн, почнав да правам визит карти, флаери, мајци, така натаму, кои што у тој момент ми создава некаква возбуда, ми правеа. Почнав, морав да со клиенти да се слушаш, рокови да запазуваш, па прво го направив дизајнот. Луѓе ми бараат визит карти, ја викам, окей, ќе ти го направам дизајнот, вика, добро, ти нема да ги печатиш. Па не, викам, ја работам само дизајн. Па ништо тогаш. Сватив дека чека, ја морам да му дадам целосен пакет од почеток до крај. Што се случи, седев кај другар, има кафана, гледам, карши мене реклама 1000 визит карти, 1000 денари, супер, одам кај нив, добар ден, јас сум графички дизајнер, работам тоа и тоа, сакам да соработуваме, дали имате опција да ако ви носам клиенти ми давате одреден процент на, имаме секако, да, на тоа имаш толку, на ова имаш толку, и што се случува сега веќе имаш целосен пакет, заработуваш и од дизајнот и од самото печатење на материјалите кои што се прават. Тоа е тоа искуство кое што се случува во кое што не можеш практично теоретски да го научиш дека така би се случило, ќе ти дојде предизвик, треба да смислиш решение. Да, имам некој чуд дека младите, поголем дел од младите, некако не размислуваат на овој начин и некако првата помислење со тоа купче од пари, нели, хипотетички што би го заработиле, би си купиле кола или би отишле на некој поекзотичен одмор, некоја полуксузна дестинација или би си купиле поубава облека, па ме интересира зошто е тоа така, нели, зашто прво ни текна тоа да го направиме, не ни текна да инвестираме во бизнис, во некој имот или во нешто слично. Многу едноставно. Брзо чувство на сатисфакција. Тоа што значи? Кога ќе одам на одмор, одма го чувствувам одморот. Кога ќе купам кола, одма чувствувам ефектот на купувањето на кола, веднаш го чувствувам. И тоа е многу голем проблем. Значи, ние треба да имаме одложено чувство на задоволство. Значи, што подолго го одлагаме чувството на задоволство, тоа ни е поголема ретерн, имаме поголема поврат на добри ситуации во животот. И затоа е тука многу битно да се што правиме, генерално го гледаме на долг рок. Значи, многу малку луѓето кај нас размислуваат на долг рок. Значи, да прашаш луѓе задутре што правиш, најчесто ќе ти каже немам никаков план. Немаат агенда, значи неделна агенда, значи кога вежбам, кога читам книга, најчесто примерно е како наоѓаш време да читаш книга, имаш 2 деца, имаш многу едноставно го ставам во агенда за читање книга, ми е тогаш и тогаш во денот за читање книга. И тоа е, да речеме, моментот каде што луѓето не ги сваќаат тие принципи кои што се
потребни и не може без нив. Значи сите сакаме шорткат, ама шорткат не постои шорткат. Значи мораме да го изводиме патот, мораме да издржиме. Многу едноставно. Ако човек сака да истрча маратон, не може денеска и одно 40 километри да Треба вежбање. Треба вежбање. Првиот ден ќе биде 3 километри, па после недела дена 5, па после месец дена ќе истрча 10, 15, за да стигне до 42 километри колку што е маратонот. Да. И сега исто така ме интересира, го зборуваме за можности кои што ги имаат младите во однос на, не би кажал инвестирање, сите инвестициски фондови, вложување во акции. Малце и таа тема да ја фатиме и да им даде некоја ново гледиште на младите, каде може да ги инвестираат своите пари? Во моментов ајде имаме, да речеме, среќа што живееме во време каде што има достапни опции и тоа е битен момент и многу се развива тој пазар во Македонија. Конкретно пазарот на инвестициски фондови во моментот во Македонија во инвестициски фондови има околу 300 милиони евра капитал под управување, а исто толку има и во Србија, што е држава со 6-7 пати поголема економија од нас. Тој поголем број на жители. Поголем број на жители, значи ние сме направиле многу голем исчекор во тој правец и можеме да ти кажам од искуство на терен дека многу млади луѓе доаѓаат со големи предзнаења. Зошто? Интернет, YouTube, рилсови. Веќе влага малце мејнстрим да се слуша, се повеќе личен развој се слуша, се повеќе личен развој станува, да речеме, битен го постои, тука е, го имаме, видлив е, да речеме, тој момент. Дали на англиски, малку содржина има на македонски. Нешто што ја топло препорачувам е и ова подкаст и слушање на долги содржини. Не само кратки рилсови, затоа што на краткото не може да се извлече целата поента, целата суштина. А проблемот е во вниманието, во фокусот. Најчесто луѓето, поготоа младите, имаат проблем со фокус. Да, не може да се губи фокусот. Така, многу брзо се губи фокусот. Мојата препорака што е? Да слушаат подкасти како секундарна активност. Ја најчесто слушам кога возам кола. Радио немам уклучено не знам колку време. Зошто? Па многу едноставно. Го добивам тоа што го сакам, а правам паралелна работа. Не ми е изгубено времето. Никош немам изгледано подкаст, секогаш имам слушано подкаст. И тоа е, да речеме, нешто што кога ќе чуеш целата слика кај човек, многу другачие се добива впечатокот доколку само една секвенца од еден рил. И другиот битен момент кој што го препорачувам е да слушаат македонски подкасти. Значи на младите им топло им препорачувам, има неколку веќе на кај нас. Зошто? За да слушаат примери од тука. Така. Не само од Америка, од цел свет. Па утре и постоја Либија, ама да, тоа го направил во Америка. Ама можностите се различни. Сега, ајде да видиме постојат примери во Македонија од луѓе кои што направиле, создале од нула, од ништо, во истите услови, во истиот амбиент, во истото општество, во истата политичка ситуација. Имаме примери на луѓе кои што, ова одговорно го кажувам, со луѓе сме секојдневно, без луѓе, без врски, без партии, без ништо, само со личен труд, ангажман, квалитет, со посветеност, со работа, успеваат да направат квалитетни бизниси, да градат квалитетни бизниси, да се одлични работодавачи и таа стигма која што постои кај нас дека работодавачите се лоши, која што е наметната од приватизацијата, каде што една гарнитура на бизнисмени стекна бизниси без да го создадат самите. И тоа е многу различна ментална позиција, кога човек ќе создаде бизнис од нула и кога ќе го добие како, ајде да речеме, еден вид подарок, во вид на приватизација, овој фаундерот, основачот на бизнисот, многу другачие се грижи за него и вработените му се на многу повисоко место и мислам тоа е евидентно, али каде постои проблемот кај нас? Кај нас не постојат бизнис суперстар, не постојат селебрити бизнисмени. Илон Маск е селебрити во Америка, Стив Џобс, така натаму се селебрити. Кај нас оние што се најквалитетните бизнисмени најчесто се под површината, не се видливи. Политичарите се на пиедестал и овие кои што се од транзицијскиот период. Едино од луѓето кои што на легитимен начин создале успех, тоа се
спортисти, музичари, глумци, така натаму, кои што се едини, ајде да речем, релевантен пример, каде што може со труд, со посветеност, со квалитет да се постигне нешто. Да, генерално е тешко да се земат такви некои рол модели, да кажеме, особено во оваа насока во отварањето на бизнис, па затоа сакам се надоврзам колку често младите преземат иницијатива и храброст за отварање на сопствени бизниси. Ние вака од искуството што работиме со младите, како да се плашат да отвараат своји бизниси, да се плашат од неуспех при отварањето на тие бизниси. Сега какво е твоето искуство, ме интересира? 100%, значи стравот постои. И стравот постои кај секој што отвара бизнис, стравот постои. Прашањето е тој страв како да го нападнеме, да го надминеме. И тука кај младите треба да се стекне таа доверба да што е можно повеќе бидат храбри и дека не е страшно да изгубиш. Еве прост пример, во нашиот бизнис имаме една статистика дека доста спортисти успешно работат во делот на финансиски услуги. Зошто? Научени се на пораз. Значи секој спортист обично доживува порази. Кога работиш бизнис, кога работиш продажба, селс, така натаму, статистиката дека 2-3 од 10 луѓе ќе купат. Ќе бидеш многу често одбиван, ќе бидеш многу често незадоволен или нема да чувствуваш сатисфакција. Многу повеќе ќе чувствуваш порази отколку победи. Али тоа е многу добро, зошто? Па тоа те прави појак. И емоционално и психички, и знаеш да се носиш и знаеш дека тоа е окей, нормално да бидем одбиен, нормално да некој човек не му се допадне како работа, нормално некој човек да не му се допадне нашиот подкаст сега што го снимаме тука, али ние сме тука за луѓето на кои што ќе им се допаднеме, на луѓето кои што ќе речат супер беше оваа емисија, супер беше оваа епизода и да тргнеме од 1, 20, 30, 5 луѓе, па полека да се шири таа маса. Затоа е многу битно да ги поттикнеме младите да сгрешат, дека не е страшно да сгрешиш, дека не е проблем да бидеш поразен, при тоа да научиш од тој момент. Кои финансиски грешки најчесто ги прават младите? Најчестите грешки се во делот на трошењето. Значи прекумерното трошење, задолжување, често знаат да се задолжат за задоволства. И тука, ајде да речеме, делот на финансиска едукација, ние како го тераме тој момент, како ги едуцираме младите, е прво да се фокусират на дисциплината, оно што го кажавме на почетокот, да си направат траен налог и секој месец парите ги трнат самите од себе си. Вториот чекор е парите кои што сега ги трнале, да ги стават на најдоброто можно место за нив. Сега, ќе се надоврзам на претходното прашање, тој кои опции постојат за инвестирање. Значи, традиционално банките сите ги знаат и така натаму, тоа се депозитите, меѓутоа последниот период се неатрактивни, нема каматните ставки се многу мали. Да. Инвестиските фондови се во голема експанзија и се многу веќе привлечни кај луѓето, зашто има веќе долг трак рекорд преку 10 години, каде што одредени фондови прават од 7 до 10% просечна годишна добивка, што веќе прави разлика на долг временски период. И при тоа тоа не биде захтевно, да може млад човек и со 1000 денари месечно да вложува, да инвестира, не треба да е со многу пари, со многу средства, постојана заблуда дека сега за да инвестирам и треба многу пари. Не. Треба одлука и секој месец да се почитува таа одлука. Дали постои некоја најминимална, да кажеме, финансиска сума која што младите може 1000 денари. 1000 денари? 1000 денари. Значи со 1000 денари може човек да биде инвеститор во инвестициски фонд. Мислам дека е достапно за секого. И ги поттикнувам што е можно порано тоа да го направат. Зошто? Па многу едноставно. Така ќе учат и да почнат со малку. Да почнат со износ кој што им е комотен, нема да го чувствуваат, нема да го сеќаат, нема да им загрози ниту искачање у град, ниту одење на одмор. Зошто? За да го прифатат лесно и да се навикнуваат полека на него. Тука ќе учат дека берзите растат, паѓаат на дневно ниво. Меѓутоа, и становите, вредноста на станот ги расте на дневно ниво. Само знаете кој е разликата. Па не го гласувам станот секој ден на оглас, па да знам приказ да може да следи ситуација. Не знам колку ми вреди станот. Ја имам некоја имагинарна
цена ама не знам се дека некој не ми понуди, ја не знам колку ми вреди мене станот. Кај берзите точно знам секој ден колку вреди. Затоа инвестициите фондови се многу атрактивни затоа што добиваш портфолио каде што добиваш дисперзија, диверсификација на ризикот и не може да се случат големи шокови, не може големи ни растови, ама не може ни големи падови да се случат. Другиот битен момент е сигурноста, односно луѓето најбитно кога инвестираат е чувството на сигурност. Дали мене парите ми се сигурни дека ќе ми пропаднат. Ние имаме регулиран пазар, имаме закон за инвестициски фондови, имаме регулаторно тело, комисија за хартија од вредност кој што издава лиценца, па тоа мора да е акционерско друштво, најстрого контролирана форма на правно лице, па има секој фонд мора да има депозитарна банка и така натаму, значи механизми многу кои што прават заштита да луѓето не се бидат оштетени. Друга заблуда. Поголемиот проблем е непознавањето, односно новиот момент. Што значи? Луѓето традиционално вложуваат во станови затоа што го разбираат вложувањето во стан. А во вложувањето во станови има 1000 пати повеќе превари отколку во инвестициски фондови. Зошто? Па на овој купил во 2 квадрати помалку му било, па у зградава не направиле топлотна пумпа, па прозорите му ги изгрешиле, па имотен лист немало го чека, па еден лифт требало поголем, пишува за 8 луѓе, таму не може четворица да влезе. Значи има милион работи од тоа што е договорено, кај што не е испочитувано во делот на недвижности. И никој за тоа не се буни, не прави драма, али кога треба да вложи пари во нешто што не го знае, не го познава, му е ново, се му е опасно, се му представува ризик. Ете така. Македонската берза исто така е момент кој што треба да се има во предвид. Само таму препорачувам на младите да бидат попредпазливи, да им биде втора или можеби трета фаза, прво да научат постепено преку фондовите, затоа што сепак таму само одлучуваш каде ќе ги вложиш парите, сам треба да нема некој кој што ти ги менаџира, кој што искусен ги купува акциите него. И тука човек може да сгреши многу повеќе отколку во фондовите. Откако ќе стекне искуство со фондови, тогаш препорачувам да така срамежливо малце навлезе во берзата. Да навлезе, тоа е супер. Мораме да поттикнеме да иницираме македонската берза, значи тоа е развој на нашата економија, на нашиот тука да речеме бизнис заедница да се развива, за да со тие пари кои што ќе се финансираат преку акциите, се развиваат и македонските компании, така да целата економија да може да расте. Да, нели неколку пати го спомнавме и тој страф и дека можеби младите повеќе одат на некоја посигурна карта да кажеме, некако барем мене тоа некако ме поврзува со финансиската едукација, финансиската информираност која што спомнавме на почетокот. Сега дали мислиш дека можеби образованието малку тој аспект да фатиме дека влијае врз моментална ситуација која што постои за тоа дека нели кој што спомнавме на почетокот дека младите до 30 години нели се финансиски зависни од своите родители. Бидејќи еве јас барем дека бев во средно никој мене не ми зборуваше за финансиската независност, ниту пак за некоја финансиска писменост, ниту пак ме информираше за нешто. Така мислам дека тоа е тој период кога што стекнуваме некои вештини навики и размислување за тоа. 100% е така. Мислам образованието какво е такво е, тоа е. Мораме да го завршиме. Меѓутоа имам и час по физичко, па не се сите фит. Односно, ама барем постои. Постои така. Што е битно? Свеста да ја подигнеме. А свеста се подига, знаеш како, преку влијање, ама тоа треба да биде блиску, мораме да допреме до луѓето на секој чекор. Зошто? Прост пример, овој подкаст ќе го изгледаат X луѓе. Али луѓето кои што го изгледаат овој подкаст, они веќе имаат свест. Чим одлучиле да го пуштат да го гледаат. Ние имаме проблем со тие што нема да го пуштат да го гледаат. Па како да ги мотивираме тие да го пуштат да го гледаат овој подкаст? Тука ни е работа. Кажи ни ја тајната. Така, нема магична формула. Значи ние мораме
секој од нас лично да тргне и да проба да влие на луѓето на еден суптилен, неформален начин преку разговор, преку комуникација во секојдневниот живот. Односно, треба да браниме исправни ставови кон животот секојдневно. Тоа значи дека ако јас седнам утре со млад човек и ми каже дека иде у кладилници се коцка, не можам да речам, оке, твој живот што сакаш прави. Така е, али ја чувствам морална одговорност за мојот дел да си го завршам, да кажам, слушај, ти можеш да одиш, никој не ти брани. Али си има цена и одењето, има цена и неодењето. Значи, или ќе ја плаќаш цената на одење во кладилница, или ќе уживаш плодовите на неодењето во. Мој да ти кажам дека многу е скапо, многу ќе те кошта, ако одиш, ти ќе си одлучиш. Зошто? Па на крајот ти ќе ги уживаш бенефитите ако направиш исправна одлука, а ти ќе чувствуваш казната или тие пенали или цената на чинењето. Али моја работа е тоа да му го кажам, да му го доближам, да му ги представам вака работите, кој ќе си донесе одлука, индивидуална демократија оде, секој сам ќе си одлучи, али тој морален дел кој што го носиме секој со себе, мораме да го дадеме безрезервно, по цена да некој помисли за нас, чекај што е со човеков што мој, од кај си ти, кој си ти да ми кажеш на мене во животот, со цена некој те покаже со прст. На крајот од денот, ја лично знам дека правам исправна работа, дека правам нешто што е во општа корист за негово добро. Како ќе ме прифатиш, тоа си е твое, нема, тоа е тоа. Да, мате сме скептични како општество кога станува збор за парите. Многу ретко на маса може да слушнеме отворено да дискутираме за пари. Може би тука лежи проблемот. Па види сега, не само за парите, ние најчесто кога седиме на маса не разговараме за нас, разговараме за трети луѓе, за трети состојби, за трети настани. Најчесто разговара, не знам, за пожарите, за што се случило тука, за фудбалски надпревар, за спорт, за музика, за филм и така натаму. А ние не разговараме со смисол, Никица, шо пришти, кажи ми како успеваш да заштедиш ако штедиш, како успева да се организираш добро, гледам вежбаш, си завршил курси, како успееш да се организираш подобро. Тоа нема такви теми не се разговараат. Зошто? Некако бегаме од соочување со работите, а треба да ги иницираме. Треба тие кои што се малку посвесни, тие да превземат иницијативата и да разговарат. Со прашање, така. Никица, шо пришти со како ги планираш парите? Имаш некој механизам, имаш некоја навика? Па немам па ова пона, зошто, како си размислил дека можеби може? Па јас знам, има, изгледам подкаст, таму објаснува еден дечко, девојка кој има една книга многу интересна која што ти ја препорачувам да прочиташ, да видиш, па ќе му пуштиш на YouTube, на Viber ќе му пуштиш некој клипче од каде што има. Така се прави полека. Па полека да го заголицаме, да тоа му стане привлечно, да добие малку по малку. Значи свесните треба да работат кон оние што се несвесни, да речеме, или немаат Апсолутно, само со гласно зборување на темата мислам дека може да се менуваат работите од време, нели, со текот на времето всушност и со споделување на лични искуства. Сега исто така прочитав негде на интернет, па ме интересира дали е тоа вистина за постојано некое правило 50-30-20, дека устари 50% од, да кажеме, буџетот што го имаш го даваш на твоите потреби, 30% на твоите желби, а 20% нели треба да се заштеди. Сега пак тука некако доаѓа дека всушност според тоа правило штедењето не е последно на листата на приоритети, ама вака процентуално дали во пракса такво некое правило може да кажеме дека може да се применува и дали воопшто има некое правило кое што може да се применува. Ова постои е како тема, меѓутоа ние лично ја советувам преку едно друго правило, тоа е еврејско правило на финансиски успех или еврејска формула за финансиски успех, која што е уште поедноставна и е прифатлива до луѓето. Евреите имаат ваква една математика. 10% од приходите, заборам дека ги имам, тие идат у црн фонд и тие
Како да не Исто како постои? ги нема. Зошто? 10% од парите, дали ќе ни се покачи или намалува од приходите, не ни менува квалитет на живот. Исто живееме. Дали ќе ни зголемат плат, нема многу да ни се смени. 15% од приходите треба да ги инвестираме, а 75% да ги трошиме зашто сакаме. Сега, 10% од заштедените пари ни даваат сигурност, тоа е бекап, тоа е airbag, тоа е црни дани, тоа се пипа само у крајна нужда. 15% од парите идат во инвестиција. Инвестиција е се што носи добивка, што носи додадена вредност или принос или зголемување на парите. Сега, што се случува? Инвестициите ни ги зголемуваат приходите, ни се така 10% растат, 15% растат, ама растат и 75% за трошење. И ако ова го примениме, постојано ќе ни расте и штедењето, и инвестирањето, ама и питата за трошење. Сега некој викат, чекај, тоа е многу да почнам. Се слагам, млад човек не треба да почне со 10, 15, 75. Така почне со 3 и 5, 1 и 3. Да. Ама да се почне од негде, па полека, кога се научиш на 1%, додади уште еден. Многу е полесно. Исто како ќе изтрчаш 5 км, полесно да додадеш уште еден на 6, не одма да дигнеш на 15 км. Воспаление ќе добиеш, не е одржливо. Исто и со финансиите. Навика е. Мораме да се привикнуваме на нив полека, за да не прегориме, да не ни стане одбивно. Значи не сме штедењето да ни стане терет. Значи тоа е исто така голема грешка кога човек сега, млад човек зима плата и сега е свесен дека троши и што прави? Зима 400 евра плата, живее со неговите, знае дека може да заштеди 200 евра. И вика, окей, ја почнам сега одеднаш го фаќа некоја како параноја, вика ја сега почнам со 200 евра месечно. И он одеднаш од научена 400 му се намалува за упола На 200. издржува еден месец, на мускули вториот, веќе третиот Ке се откаже. да се откаже. Ако почне 50 евра, окей, не е страшно, можам да 3 месеци ќе поминат, ај ќе зголемам уште 1500 денари, 1000-дарка, не е битно колку. Оп, се навикнува, ќе дојде до 100 евра и не мора да претера. Тоа е многу е 50%. Значи, што треба да биде втората работа од она што го кажав. Значи, прво место дисциплина, второ место заштедените пари да не бидат на најдоброто можно место, да бидат инвестирани и да растат, да се зголемува приходот, односно да ги оптимизираме нашите пари, а тоа е преку носење на исправна одлука каде ќе ги пласираме нашите средства. А третиот момент е отварање на дополнителни извори на приходи и зголемување на постоечките. Како? Преку работа на себе, учење на нови вештини, напредување во кариерата, значи напредување во позицијата, менување на подобро работно место, значи не сме врзани. Младите често имат момент каде што кажува дека е проблем дека собствениците, дека работодавачите не се фер, така натаму. Види, одиш на работа, месец, два, три, и ако приметиш дека работодавачот не е фер, тој ќе биде до крај на живот не е фер, нема да се промени ако е Ако е таков карактер, ако е таков човек. Што е сега твојата цел тука? Океј, гледам, барам друго место каде што можеби ќе најдам подобро место за мене, каде што другиот работодавач ќе ме цени. Не давам отказ одма. Работам, паралелно барам. Барам така. Кога ќе најдам, правам транзиција. Често добри луѓе, квалитетни луѓе се во погрешен систем. Што значи тоа? Работи во државна администрација, вреден е, квалитетен е, посветен, честен човек, системот не наградува такви, наградува лојални и така натаму политички подобни и на погрешно место си. Ако сакаш да ги валоризираш своите квалитети, мораш и да го смениш системот каде што ќе може да ги вреднува твоите квалитети. Второ, до 4 сата. Мене ме освести 2013 година мојот ментор, тогаш кога запознав и ми понуди да работиме заедно. Он тогаш имаше стварно убава позиција, висока со европски програми и така натаму.
од бонитетна фамилија каде што немаше потреба да работи дополнителна работа и он вика работам и после 4. Јас се гледам себе си и викам Горан, ја не размислувам дали ја готов прифаќам, зашто па јас знам дека времето после 4 го губам, ми е непродуктивно, морам нешто да превземам за да го сменам овој процес. И на тој начин отвараш дополнителен извор на приходи преку друга дејност, преку влегување во нешто ново, со тоа што мојата препорака е кога луѓето работат за фиксна плата до 4, да гледат тој дополнителен момент да им биде веќе нешто што ќе градат за себе. Значи да им биде или свој бизнис, или фриленс, каде што може да градат своје портфолио на клиенти, нешто што ќе им остане за нив, а не да заврши на крајот, ќе дадеш труд, ќе бидеш секако што треба, ама утре не може твоите деца да настават позицијата у фирмата каде што се работи, ќе мора од нула да почнат. Ама портфолиото на клиенти, еве кога завршив правен факултет, голем дел од колегите отидоа кај нивните родители во адвокатска канцеларија и така натаму. Значи они имаа веќе подобра стартна позиција затоа што нивните работеле работа која што е наследна. Затоа после 4 на младите им препорачувам да работат во нешто што утре може да биде наследно и да биде работа за себе. Ме интересира дали е вистина тоа што се кажува дека најбогати се луѓето кои што заработуваат додека спијат. Да, тоа е битен момент, тоа се инвеститори, тоа се луѓе кои што имаат одлично портфолио на инвестиции и кои што можат да менаџираат, односно имаат таков поставен систем да и без нивно присуство се функционира. Меѓутоа, тоа е крајниот стадиум на успешност финансиска во животот. И ја таа на младите не би сакал у оваа фаза толку да им биде приоритет, туку во оваа фаза сега младите што треба да прават? Да одат кај да работат што е можно повеќе работи, да пробуваат, да одат на една, на друга, на трета, да знаат, затоа што види Никица, мал дел од луѓето знаат што сакаат во животот. Ја бев еден од тие што не знае што сака во животот. Али точно знаев што не сакам. И тоа е многу важно. Како не знаеш што сакаш, барем одреди си што не сакаш. Барем да знаеш од каде да почнеш, нели? Или барем да знам што да елиминирам. Ако ми понудиш нешто што ми ги показува моите црвени линии, го одбивам. Воопште не го гледам, не ме интересира. Али ако е нешто што не ми е во моите црвени линии, му давам шанса. Го пробувам, зашто не знам дали ќе ми се допадне и после одредено време одлучувам. Пробав графички дизајн, не е ова за мене. Али пробав. Работев во хотел, не е ова за мене. Трета смена не можам се успеам, не можам да издржам трета смена. Не е ова за мене, така. Сум работел во печатница, сум работел во адвокатска канцеларија и окей, сватив дека некои работи ми лежат, некои не ми лежат, додека не се пронедов во делот на финанси. Истото младите треба да отидат на повеќе места, не е проблем да испробат, да одат кај млади и бизниси кои што се на почеток, значи кај некој кој што сега започнал бизнис, затоа што ќе учи директно од газдата, од сопственикот. Ќе имаш можност од овој кој што е предприемач, проактивен и така натаму да си секој ден со него. Одиш во голема институција, банка, осигурителна компанија, значи тоа е тромав систем, ти си што поголема фирма, помал штраф си во неизе кога се работуваш и ти ќе научиш само процеси, ама не можеш да видиш што се случува, кој е патот, како се стига до тој момент. Затоа во помали фирми, во помали бизниси да добијат ментор, да добијат човек, рол модел кој што ќе видат дека може, кој што го пробива патот, кој што тие бариери ги прескокнува, ги преминува и цело време наоѓа решенија. Значи бизнисот е наоѓање решенија. Проблеми никогаш доста, никогаш не застануваат. Секогаш се појавува нешто, секогаш се појавува. Што е нашиот момент? Океј, проблем, знаеме дека постои, ајде да бараме решение. Нема да паѓаме се у транс, нема да паѓаме у агонија дека се појавил проблем, туку ќе бараме решение, ќе се бориме, ќе бидеме упорни и ќе одиме до крај, додека не го завршиме тоа. Да.
нека генерално даваме многу убави совети, различни гледишта на темата, нели помалку некако и да го привршуваме разговорот, па како некој заклучок, порака до младите да ги охрабриме, да започнат протест, иницијатива за финансиска независност, да не се плашат. Слободно. Камера е твоја. Така е. Моја препорака е да секој човек верува во себе. Значи најбитната работа е да веруваме во себе и да чекорите кои што ќе одлучиме да ги правиме по секоја цена, односно да веруваме дека се исправни. Па дури да сгрешиме, тогаш сме имале најдобра намера и сме мислеле дека тоа е исправно решение. Втора битна работа, да секој млад човек не пати од што ќе кажат другите. Тоа е голема стапица што ќе кажат другите и како ќе биде општеството, како ќе ме гледа. Како се гледам јас себе си е многу побитен момент и да носат одлуки кои што се тешки, кои што се на почетокот тешки, а после тоа стануваат се полесни и полесни. А тоа е дисциплина на штедење, планирање на време, правење на активности кои што се во наша корист, не само задоволства, туку да работиме и работи кои што се кои што ќе не надоградат, кои што ќе ни донесат додадена вредност, затоа што пазарот, ние сме платени според вредноста на пазарот која што ја имаме, односно пазарот не плаќа според вредноста која што носиме ние, затоа кај младите ќе препорачам да си ја зголемуваат таа вредност цело време, затоа што пазарот тогаш ќе не пронајде, ќе избиеме квалитетот секогаш избива на површина, дали е 2, 3, 5 години. Знаете колку е малку 23 години кога почнеш. 5 години да се вложиш во нешто. 28, ништо. 28 цел живот пред тебе. Има често младите ми викаат, ама треба да имам пари додека сум млад. Ја го прашувам, колку години има татко ти? Вика 55. Ако сега на татко ти некој му даде 100.000 евра, ќе ги врати? Ќе рече не требаше ме ги дадеш на 25? Или ќе скока од среќа? Зашто? Па и на 55 години убаво да јадеш убава храна во ресторан, така, да одиш на убаво место на одмор, да патуваш, да шеташ, да немаш финансиски проблеми. Таа е една дефиниција која што сакав за крај да ме дадам на луѓето. Да се борат за финансиска независност и слобода. А финансиска независност и слобода што значи? Да ги имам сите проблеми во животот освен финансиски. Што значи тоа? Па да, ако се случи несреќен случај, ќе му се случи на тој што има и што нема. Така, ако е болест и тој што има и ќе нема. Али ако е решението на проблемот може со пари да се реши со билго, е тоа да можам да си го обезбедам и да не зависам од, односно само на виша сила да бидеме подпрени, затоа што тие некои работи не бира човек дали има, нема, е слободен или не е слободен. Така е, фала ти, мислам дека многу убава порака дадовме за крај. Јас навистина уживав во разговорот и ми беше доста корисен лично за мене, особено тоа еврејско правило е нешто ново кое до сега го нема в светот, така да мислам дека ќе почнам да го применувам. За крај, ја да се обратам до младите, да бидат храбри, да бидат иницијатори за да превземат некој процес за финансиска слобода. Времето е пред нас младите, како што кажа и ти, и мислам дека на оваа возраст, кога сме млади, 20, 21, 2, 3 години, е вистинското време кога можеме да започнеме нешто наше, да вложуваме во нашата иднина, бидејќи за некои 20-30 години од сега ние ќе уживаме во тие плодови. Тоа е тоа за крај. Секако ви благодарам што бевте и на оваа епизода со нас, што гледавте. Верувам дека ви беше корисно. Ние сме тука секако за младите и да ги обработуваме се теми кои што се во нивен основа ваш интерес, така да очекуваме во коментари да оставите препораки и теми за кои што би сакале понатаму да зборуваме.